Кои се предизвиците на управата на јавни приходи во спроведувањето на даночната политика? Како тече имплементацијата на реформите и борбата со сивата економија? Во тема на ден гостинка е директорката на УЈП Елена Петрова. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за можноста од Дневникот да се обратиме до македонската јавност и добро вечер на сите граѓани што одвоја време да не следат. Благодарам и вам. Првото прашање, какви се резултатите од наплатата на јавните приходи во првата половина од годината? Во првата половина од годината во државниот буџет од даноци и придонеси се собра 2,2 милијарди евра, што е за 232 милиони евра повеќе приходи во однос на истиот период од минатата година. Особено ќе го истакнам месец јуни, каде имаме дури 42% раст на приходите од даноци во однос на јуни минатата година. Значи, ова не е еднократен резултат. Имаме еден континуиран забрзан раст на приходите во текот на целото полугодие. Овие бројки, овие износи се должат на зголемената економска активност, на подобрите финансиски резултати на компаниите и секако и на подобрата даночна усогласеност при исполнувањето на даночните обврски од страна на граѓаните и компаниите. Значи, се на се тоа укажува на една стабилна наплата на приходите, на едно сигурно собирање на средствата за финансирање на јавните услуги и за услови за развој на стопанството, а токму тоа се целите на оваа влада. Завршија и роковите за годишните даночни пријави за 2025, што покажуваат податоците и кои се важните главни пораки до граѓаните? Да, Управата за јавни приходи изготви годишни даночни пријави за 2025 година за 863.000 граѓани кои што оствариле минатата година оданочив доход. Вкупниот износ на доходот што го оствариле граѓаните е речиси 10 милијарди евра и тука се разбира дека во најголем дел учествуваат приходите од платите на граѓаните. Би сакала да истакнам дека годишната даночна пријава не е само даночен документ. Таа е личен, даночен и финансиски документ на секој граѓанин, од кој што граѓанинот треба да го види својот доход, платениот данок и да знае дека тој документ служи во постапките пред сите државни институции кога треба да се остварат определени права и обврски. Токму во тој контекст би сакала да го издвојам фактот дека само 3% од граѓаните за кои што изготвивме годишни даночни пријави лично извршиле увид, проверка и одобрување или коригирање на својата годишна даночна пријава. Значи, за нас ова е јасен сигнал дека мораме да работиме со граѓаните, да ја развиеме комуникацијата, даночната едукација, за тие да ги следат овие податоци кои што ги овозможува дигитализацијата. Ние имаме еден модерен и ефикасен систем на оданочување на граѓаните, каде што граѓаните навистина немаат никаков административен товар. Целиот товар припаѓа на исплатувачите, на Управата за јавни приходи, но граѓаните мора да ги знаат своите даночни податоци. Не само својот доход, туку и колку нивниот доход е задржан и во вид на даноци е платен и со тоа тие всушност партиципираат во финансирањето на заедничкото финансирање на јавните потреби. Дали се планира нека кампања за да се подобри овој процент? Секако мора да работиме, значи ова е јасен сигнал дека мора да работиме со граѓаните на развивање на оваа свест и нивно активно учество во овој процес. Управата за јавни приходи има важна улога во борбата против сивата економија. На што сте фокусирани во овој период? Па како и до сега и понатаму интензивно продолжуваме со сите активности кои што ги зацртавме во нашиот план за подобрување на усогласеноста и сузбивање на неформалната економија. Значи, работиме со советодавни посети, информативни кампањи, контроли, соработка со други органи и други засегнати страни. Но, освен интензитетот, јас би истакнала дека битна информација е дека го менуваме квалитетот и начинот на спроведување на
на контролите. Нашите контроли во делот на фискализацијата повеќе не се контроли во кои што гледаме нели само дали се издадени или не се издадени фискални сметки, туку со еден аналитички пристап, аналитичка подготовка пред започнување на контролата, истражувачки пристапи, прибирање на докази во текот на контролата, примена на индиректни методи и слично, ние сме насочени и наша цел е да го откриеме целиот тој неевидентиран промет, што не само во тој еден ден, туку континуирано тече надвор од тие легални, регуларни, евидентирани економски текови и всушност ја храни сивата економија. Во овој летен период исто така фокус ставаме и на краткотрајното туристичко издавање на куќи, викендици, станови и слично. Летниот период е период на зголемен обем на работа во таа дејност, тоа носи зголемени приходи, а зголемените приходи секако создаваат и соодветни даночни обврски. И би истакнала тука нашата цел не е да ги казнуваме и затвараме бизнисите, туку напротив да обезбедиме сите да ги исполнуваат правилно своите даночни обврски и со тоа да постојат нели еднакви и фер услови за работа меѓу сите учесници во бизнисот и секако државата да ги собира своите приходи. И фактурата е еден од најголемите проекти за дигитализација на даночниот систем. Докаде имплементацијата и што ќе донесе? Имплементацијата на е-фактура е во напреден стадиум. Во досегашниот период нели поминавме од фазата на развој на софтверот, сега сме во фазата на тестирање. Значи, во овој процес Управата за јавни приходи не работи зад затворени врати, туку сме цело време во директна врска со бизнисите. Интензивно течат обуки, стотина компании ги помина обуките кои ги организираме со учество и со логистика на стопанските комори. Како што реков, тестирањето е во тек и вклучени се околу 200 компании со кои што тестирањето тече организирано на избрани тест примероци и компаниите доставуваат повратни информации од тоа тестирање до УЈП. Истовремено со Министерството за финансии се работи и привршува работата на предлог законското решение и очекувам нели дека во скорешен период ќе биде дадено на јавна расправа. Планот е до крајот на годината да може да започне доброволната примена на системот за е-фактурирање, а во текот на 2027 година да ја започнеме со фазна задолжителна примена. Значи, е-фактурата што ќе донесе, тоа нема да се смени само формата и начинот на издавање на фактурата, туку ќе имаме една целосна промена на процесите и во кај компаниите и управувањето на даноците во Управата за јавни приходи, значи едно ново дигитализирано деловно опкружување. Македонија започна и со премината на глобалниот минимален данок. Како тече спроведувањето и што значи ова за даночниот систем во земјава? Значи, до УЈП се поднесени 172 даночни пријави за глобалниот минимален данок, со кои пријавената даночна обврска во вкупен износ е нешто над 1 милијарда денари. Глобалниот, за појаснување на граѓаните, значи ова не е данок за сите компании, туку данок кој се однесува само за мултинационалните компании и големите домашни групи кои на годишно ниво остваруваат приход над 750 милиони евра. Значи, овој данок значи дека добивката се оданочува таму каде што се остварува, значи добивката што мултинационалните компании ја остваруваат во Македонија треба да биде оданочена во Македонија, односно се спречува селењето на добивката и оданочувањето во јурисдикции кои имаат ниски даночни стапки. Значи, освен што се овозможува фер конкуренција на глобално ниво, исто така со овој данок се овозможува сепак заштита и на домашните, помалите домашни компании и секако дополнителни даночни приходи. Значи, тоа е дополнителен бенефит од прифаќањето на овие меѓународни даночни правила. Уште едно прашање до вас. Владата неодамна одбележа 2 години од својот мандат. Ако треба да ги издвоите најважните резултати на Управата за јавни приходи, кои би биле тие?
Па, ако еве во една реченица треба да го заокружиме она што го постигнавме во овој 2 годишен период, можам да кажам дека тоа е една промена или трансформација на начинот на работење на УЈП како даночна администрација. И тука прв и најважен резултат е секако повисоката доброволна даночна усогласеност на граѓаните и компаниите. Ние имаме јасни, мерливи показатели кои покажуваат дека е зголемена доброволната усогласеност, значи на временото исполнување на обврските, особено во делот на поднесување на даночните пријави и плаќање на пријавените или пресметаните даноци. И тоа е многу важен показател, бидејќи најуспешна даночна администрација или најуспешни генерално даночни администрации не се оние кои имаат многу и строги казни, туку они кои имаат висок степен на доброволна усогласеност. И секако тука се и резултатите од нашата одлучна и доследна борба против даночното затајување, и тука имаме мерливи показатели. Би го издвоила дополнително утврдениот данок во постапките на надворешна контрола во износ од 5,2 милијарди денари, што е речиси 70% годишен раст, неколкукратното зголемување на бројот на изречени глоби, за 5 пати зголемен број на поднесени кривични пријави за даночно затајување и така натаму. Значи, работиме избалансирано, од една страна да бидеме партнер и поддршка на честните и одговорни даночни обврзници кои се наш сојузник во собирањето на приходите, а од друга страна доследни и бескомпромисни во борбата против оние кои што го оштетуваат системот. Долг е списокот на сработината. Ви благодарам што гостувавте во дневникот на јавниот сервис. Благодарам.